Се враќаме во студиото, тука го имаме Иво Рангеловиќ, политички аналитичар, со него ќе зборуваме за состојбите поврзани со војната во Украина, последиците од таа војна, економски, безбедносни и на крај ќе ја заокружиме анализата со случувањата во Македонија. Господине Рангеловиќ, вие напишавте една многу интересна колумна насловена "Последниот украинец". Ќе зборуваме за поентите од таа колумна, бидејќи на тој начин се допира суштината на оваа војна во Украина, но еве да почнеме со ова што е најактуелно, најново е, тоа е вчерашното славење на 9 мај, денот на победата, со на традиционална војна парада во Москва, која овој пат беше во сенката на војната во Украина. Сите го чекаа говорот на претседателот Путин, очекуваа дали тој ќе прогласи војна состојба, општа мобилизација, дали ќе најави нешто друго, но од тие очекувања не се случи ништо. Значи, претседателот Путин најави продолжување на војната во Украина, како што тој вели до конечна победа. Ваша анализа на пораките на Путин, бидејќи забелешките на оние странски, на оние западни дипломати, пред се, да речеме како на британскиот министер за одбрана или еве на американскиот претседател Џо Бајден, се дека говорот на Путин бил преполн со објаснувања за војната, зошто тој ја води, или со оправдувања за војната во Украина, а малку се зборувало за некаква излезна стратегија од таа војна. Токму така сметам дека тој 11-минутен говор или отприлика колку што траеше, малце некарактеристичен пред се за Путин, а и генерално за било кој руски лидер досега, бидејќи можеби јавноста очекуваше некакви издвојувања на големи победи во Украина покрај причините кои ги рационализацијата која ја експлицитно искача Путин во неговиот говор. Она што за мене е многу очекувано, тоа е необјавување на тотално, односно на било каква конвенционална војна кон Украина, бидејќи сметам дека тоа ќе беше една искра на пораз за Русија, тоа ќе го отвореше патот за мобилизација евентуално на резервисти во Русија и тоа сето тоа тешко ќе беше сварено од страна на руското општество и сметам дека преќутно помина тоа. Од друга страна точно е дека по големиот дел од тој говор се изнесуваа тези да се оправда таа интервенција на Русија во Украина, се со цел сметам да го зацврсти она домашното ткиво, Путиновото владење во Русија и тоа исто така би кажал очекувано. Не се споменуваше горе-доле никаква интервенција од страна на светот, не се споменуваше некакво потенцијално користење на неконвенционални оружја и сето тоа, значи генерално да, се правдаше, да кажам, на некој начин војнава во Украина, но би рекол, иако за многумина тоа не е очекувано, за мене е очекувано да не се прогласи тотална војна врз Украина, бидејќи на многу начини тоа ќе го отвореше патот и за немири во Русија, и за недоврба во неговото владење, и за генерална недоврба на тоа како се одвива целата таа, како што тој ја нарекува специјална операција во Украина. Генерално ништо ново во говорот на Путин. Да, она што исто така го искоментира американскиот претседател Џо Бајден, тој вели, јас сум загрижен што претседателот Путин не најави некаква излезна стратегија од војната, или тој вели, јас сум загрижен што не постои излезна стратегија во моментов за претседателот Путин, кој вели дека според него е прилично пресметан човек, пресметлив, и вели лошо е што тој сега нема одстапница во однос на војната, или со други зборови тој мора само да продолжи со војната операција која не оди така како што планираше Русија. Значи не оди, барем според анализите, не оди воопшто добро, и кога вие немате излезна стратегија од таква ситуација, како да излезете од проблемот, тогаш на вас на некој начин ви останува само да продолжите напред и да на некој начин да заглавувате понатаму, а што е секако лошо, бидејќи Русија сепак голема сила и пред се, да не се заборави, нуклеарна сила. Знаете како секоја војна носи изненадувања, па така и оваа. Сметам дека
од токму тоа е причината за таа реорганизација на руската инвазија во Украина. Значи сега таа целосна реорганизација, дефокус се врши на Киев, се фокусираат кон источна Украина, односно кон конкретните ултимативните цели на Русија уште пред самата војна. Сега, можеби пред самата војна легитимна концесија ќе беше некакви одстапки во уставот на Украина со некакво вето во Донбаскиот регион, меѓутоа во овие моменти Русија е приморана на некакво анектирање де факто или де јуре на тој дел, и затоа и од таму доаѓа и таа целиот тој милитарен фокус нели кон источниот дел на Украина. Не сум убеден дека русите немаат стратегија како понатаму, меѓутоа во овој момент и на двете страни, ако нели констатирам дека има две страни во оваа за мене прокси војна, сметам дека им одговара да оваа војна трае. Значи русите не може туку така да излезат додека не добијат некаков плод. Значи, оваа војна да вроди со плод, да може Путин да излезе со нешто опипливо, што се вели да мафта пред руската јавност. Токму тоа е таа излезна стратегија за која зборувам. Да, и затоа сметам дека овој пат не само што ќе бара некакви промени во уставот на Украина, Путин ќе бара и конечно анектирање на одреден дел од Украина. Сега дали ќе го доби или не, тоа е друга нели дискусија. Од друга страна пак Западот исто така нема одговара да заврши војната брзо, бидејќи сметаат дека ова инјектирање на финансиски и воени средства во Украина ќе ослабе Русија на долгорочен план, што јас во мојата колумна, како што наведовте, ја нарекувам политика на рационалност, и со тоа да претвори Украина во еден нов Авганистан, да ја ослабне Русија. Додатно на тоа би били оние санкции кои се пооштри и пооштри во својата намена. Дури сметам дека и утре да заврши војната, санкциите би останале можеби и додека трае владењето на Путин во Русија. Да, има потврди на тоа ваше мислење, тие дојдоа од западни званичници, од Европската унија. Мисля, че дека беше холандскиот премиер или сега не можам да се сетам точно, кој го има изјавено токму тоа, дека дури да прекине со инвазијата, дека санкциите нема веднаш да бидат тргнати. Вие во вашата колумна зборувате пред се за причините за војната, за малку посуштински последици за односите помеѓу Западот и Истокот, за тие геополитички судири што сакаат да постигнат. Имате дел од еден поднаслов кој вели хипокризија и лицемерие. Можете ли да не кажете повеќе за тоа, за вашите размислувања кои ги преточивте во оваа колумна? Знаете како, значи пред самиот почеток на војната, па јас би рекол и сега, светот или по-конкретно Западот имаше две опции или две алтернативи како да пристапи кон рускиот притисок врз Украина. Едната опција беше значи Западот да влезе во војна, во било каква, била таа конвенционална или не војна со Русија, и да го доведе човештвото по знак прашање неговиот опстанок, нели? И другата опција беше да се ова што токму сега го направи Западот, а тоа е да се инјектираат нели тие финансиски средства, воена опрема во Украина и на една прокси војна да се ослабне Русија. И постои за мене и она трета опција, која викам ја политика на морал, а таа е да се седне на маса, да се направи дипломатско решение на спорот и да се легитимизира давањето на концесии од страна на Зеленски кон Русија. Тоа што Западот не дозволи на Украина да го направи. Сега, од рационална гледна точка, да, рационално е вие да го исцрпите противникот преку санкции, преку испомош нели на Украина и така натаму, да го ослабнете и после тоа да го седнете на маса. Меѓутоа, таа стратегија води кон еден неморал, тоа е гинење на огромен број на луѓе, или ја како што тоа го нарекувам, ја браните Украина до последниот украинец. При тоа, не ја браните до последниот германец, французен или американец, туку до последниот украинец. Сега, лицемерието во целата работа е што вие и понатаму ја поддржувате војната. Ја не сум видел некој гласен европски лидер веќе да повикува на мир. Значи тоа веќе не го гледам никаде. Сега, имате можност да седнете на маса, да се договорите, знаејќи ја геостратешката цел низ целата историја на Русија да излезе на топлите води. Значи ниту по една цена Русија нема да се откаже од таа цел. Знаејќи го тоа, вршите една експанзија на НАТО до таму до каде што одите, која е во поглед на западната цивилизација оправдана ситуација. Кога велам западната цивилизација, тука ставам и експерти од типот на Михаел Валцер, на Францис Фукујама, на Хабермус и на многу други.
кои нели се за таа експанзија на НАТО, за евентуално дури интервенција воена во Украина од страна на Западот. Меѓутоа, целта ваша е да ја браните Украина до последниот украинец. Значи, ако веќе сакате стратешка цел вие да одбраните Украина, тогаш влезате во таа воена интервенција. Меѓутоа, не го правите тоа врз грбот на едни невини луѓе. И значи оваа војна прерасна, тоа лицемерие ја направи оваа војна во една прокси војна, значи војна на големите сили, во кои самите сили не учествуваат. Па добро, тоа е во основа како и сите војни до сега. Повеќето од војните се на некој начин прокси војни. Па токму така, со тоа што рачунајте дека или во кој, да речеме, едната да, сила директно учествува, како да речеме што се војните во Виетнам или во Афганистан, кога влегол Советскиот сојуз, па и пред тоа војната во Кореја, додека другата сила учествува преку други актери во војната. Тоа најчесто така и се случува. И има еден таков, би рекол, корпус на војни, меѓутоа има еден друг каде што НАТО влезе, речеме, во Југославија или во Либија, или ајде да кажеме во Виетнам, во директен конфликт, например со Кина, каде што Кина интервенираше и Русија. Да, па тоа се тие, да. Или имаме во Сирија, каде што е па целосно прокси, каде што големите сили, потоа влезе Русија директно. Токму така. Така што сметам дека треба Западот да отстапи од таа политика на рационалност и помалку или повеќе да се повика на политиката на морал. А сега, што тоа значи во еден политички жаргон, политика на морал? Политика на морал е, како една конвенционална, јас би рекол, понуда на масата е да ја интегрирате Русија во западниот сет на вредности. Тоа го велам не да го наметнете западниот сет на вредности, меѓутоа комерцијално, културно, трговски да ја инкорпорирате, да интегрирате Русија во целото тоа функционирање. И на страна, тоа не мора да значи дека Бретон-Вудскиот систем ќе биде нарушен ако една Русија во перспектива влезе во НАТО. Меѓутоа Русија, верувајте дека нема поблизок културолошки, а и на било која точка пријател од Европа. Значи Русија не може да биде блиска никогаш до Кина или до Јапонија или до не знам која земја или до Индија, како што секогаш ќе биде до било која земја во Европа. И што и да се случи, Западот, па и Русија ќе мора да седнат на маса, да изнајдат дипломатско решение, премирие или мировен договор во кој ќе мора Русија да биде интегрирана во тој систем на вредности. Јас се повика во мојата колумна малце на некои историски суштини. Една од тие мировниот договор 1815 година во Виена, каде што по наполеонските битки Франција беше инкорпорирана со тој мировен договор во европскиот сет на вредности и видете во што прерасна Франција, во вистински де факто лидер на Европа. Од друга страна, завршетокот на Првата светска војна значеше мировен договор која казни Германија. Меѓутоа, тоа неинтегрирање на Германија во европскиот сет на вредности и функционирање видовме во што резултираше, во раѓање на Третиот рајх и во војна од невидени размери. Да, но ми се чини дека самата Русија не го сака тоа, бидејќи тој, да речеме, ајде, прозападен пат на Русија на некој начин почна после распаѓањето на Советскиот сојуз со Борис Јелцин, иако Јелцин го обвинуваат за многу работи, сепак тоа беше периодот кога во Русија почна еден процес на демократизација. Малку луѓе знаат дека 95 година Русија пристапи кон партнерство на мир со НАТО, значи таа влезе и во највисок степен на соработка. Во некаква соработка директна со НАТО. Тогаш се зборуваше во Русија на некој начин и за можно влегување на Русија во НАТО, тоа не беше табу тема, но со доаѓањето на Путин се случи еден сосема друг процес. За неговите поддржувачи тој создал силна Русија, ја вратил гордоста на Русија, ја вратил она сила која ја проектирала државата, која ја изгубил Јелцин, но од друга страна таму целосно се изгубија демократските вредности. На некој начин Путин го создаве тоа движење која сега го промовира и Виктор Орбан кога зборува за и либерални држави, дека и тоа отворено го кажува. Тоа, значи, сега имаме состојба во Путија каде што опозицијските активисти се затвараат, се трујат, па има обвинувања дека се убиваат. Значи, и сега прашање е дали Западот може да те инкорпорира во таа прозападна средина, доколку ти не сакаш. Тоа е добар аргумент кој го изнесувате, со тоа што јас се сомневам што на вистина руското општество сака.
Значи ние во ваква една констелација политичка на нештата, каде што имаме некоја или либерална демократија или некаква автократска димензија на власт, ние не сме сигурни и не можеме да знаеме што на вистината општество сака. Бидејќи едно е руското општество пред распадот на Советскиот сојуз, друго е по. Сметам дека премногу е вестернизирано тоа општество и нема така лесно да се откаже од тие плодови на таа вестернизација. Сега, што е од друга страна проблемот на лидерите како Путин, евентуално интегрирање на Русија во Западот ја губи суштината неговото владење. Значи, таквите фигури како Путин немаат што да бараат во една таква констелација на нештата. Сега, Путин, како една алтернатива на тоа, се повикува на тој антиколонијален сентимент кон земјите кои биле напатени во времето на колонијализмот, империализмот, па и по Втората светска војна со наметнување на Бретон-вудскиот систем или на актуелниот поредок во кој живееме, и се повикува на тие сентиментални теми и така сака да го придобија светот. За разлика од една Кина која нуди некаков сет на вредности, Русија не нуди. Значи, Русија на светот, барем експлицитно, не му нуди некаков сет на вредности кои ние како граѓани од, да речеме, од третиот свет би рекле, слушајте, ова ни нуди со Бретон-вудскиот систем и постојниот поредок САД и Западот, ова ни нуди Русија. Јас не гледам која димензија, која вредност ја нуди Русија, освен тоа што ја критикува постоечката на Западот, која е за критикување, меѓутоа понудете нешто подобро. Знаете, тоа ме потсетува на нашите политичари тука како не чини власта, но ние немаме подобар, производ да понудиме на маса. За разлика од една Кина, која може би е навредлива онаа констатација на Доналд Рамсфелд, ми се чини дека беше, но тоа во суштина излегува дека е така, бидејќи Русија нема ниту технолошки, ниту културолошки производ кој би го понудила кога рече дека Русија е всушност една огромна бензинска пумпа. И дека таа е всушност еден огромен извозник на сировини, на газ и на нафта и на останати сировини, но не создава автентичен производ. Токму така, знаете, тоа е можда малце брутално искрена констатација или реална, меѓутоа ќе се изразам попластично. Значи, кога Западот му понуди еден Макдоналдс на Советскиот сојуз, луѓе чекаат со километри. Дајте вие понудете нешто да чекаат во Америка, во Франција со километри, да речеме да еден производ е водка, така. Се дали тој добар или не е друга тема, меѓутоа светот е отворен, светот е отворен за идеи и за вредности. Значи, понудете и кажете, тоа го прави во моментов Народна република Кина, која не нуди, да кажеме, тотално нов систем на вредности, кој би му парирал на тој либерален поредок или Бретон-вудски систем, како што го нарекуваме, меѓутоа нуди една надградба на истиот, а при тоа ја користи методологијата на наметнување не преку војна или воени инвазии, туку преку повикување на тие народи да се сетат што Западот им правеше во 18-тиот, 19-тиот, 20-тиот век и така ги придобиваат, не им вела дека мора да се демократизираат, терајте со каква и да сакате политичка констелација, меѓутоа ви нудиме добар производ. Русија тоа не го прави и тука сметам и програмата Појас и Belt and Road на Кина, на некој начин свелениот пат, тоа е иницијативата. Да, сметам дека Русија треба да понуди еден таков сет на вредности, инаку ја губи битката за голема сила. Голема сила не ве прави само ако имате војска. Вие не можете да војувате против светот. Дали сте Соединетите американски држави, дали сте Кина, ако целиот свет е против вас, безмалку целиот свет, вие не можете цел живот да војувате, бидејќи на долгорочен план ја губите битката, а и да ја добиете, треба со некој да живеете во овој свет. Така што сметам дека Русија, без разлика што ќе се случи во оваа војна, треба да се посвети на тоа да му понуди на светот еден сет на вредности и така да придобие држави и како Украина да гравитираат кон нејзиното политичко и културолошко милје, а не со воени инвазии. Да, многу се зборува за тој руски аргумент за ширење на НАТО и дебатата се движи околу тоа дали е тоа валиден или не валиден аргумент. Јас ќе се обидам да зборуваме за два аспекти на тој аргумент. Првиот е дека Русија, НАТО е на границите на Русија многу одамна, веќе 70 години, за оние кои не знаат, со влегувањето на Турција во НАТО. Понатаму, НАТО е присутен на границите на Русија со влегувањето на Летонија, Естонија и Литванија. Значи, НАТО е на границите на Русија веќе поодамна. И на границите на Иран, да речеме. Да. Турција како член. Многу одамна е на границите на Русија, не е од сега тоа. Не би било со влегувањето на Украина, која патем нема ни почнато формална процедура за влез во НАТО. Акцијскиот план на Украина 3 пати се враќа од НАТО, не е прифатен.
И тука аргументите се дека тоа е можеби пренагласено малку од страна на Русија, можеби е, можеби не е, сега ние дебатираме, нели? И дека ако ги погледнеме руските војни интервенции во Грузија, сега во Украина, и оваа војна што се случи во Естонија, помеѓу Азербејџан и Естонија, Ерменија, се извинувам, Ерменија, да, помеѓу Азербејџан и Ерменија, на некој начин каде Ерменија беше оставена на цедило од страна на Русија, иако е дел формално тој воен сојуз кој Русија го има направена како пандан на НАТО, Ерменија е дел од тој сојуз, но Русија не мрдна со прст да ја помогне за Нагорно Карабах. Карактеристика на тие три држави, на Ерменија, на Грузија и на Украина, е што се демократски држави. Имаат колку толку функционални демократии. Таму се одржуваат избори, се менуваат влади, со сите проблеми кои ги имаат, но сепак имаат функционални демократии, за разлика од Азербејџан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, кои се со авторитарни системи на владење, каде што истите луѓе владеат 30 години. И велат тие критичари на таа стратегија дека не е проблем за Путин што Украина би влегла во НАТО, бидејќи е тешко да влезе во доследно време, туку проблем е функционирањето на демократија во една огромна држава на границите на Русија. Знаете како, вистината е дека демократизацијата во било која земја или било кое општество носи една нота на панамерикански вредности, бидејќи Соединетите американски држави се уште, да кажам, ороводецот на таа демократизација на секаде во светот. И сега русите, легитимно или не, се поистоветуваат дека секоја земја која се демократизира едноставно гравитира и почна да се врти кон Америка, кон Европа и кон западниот систем на вредности. Што може, ајде да го претолкуваме тоа како факт. Меѓутоа, ќе се навратам на истото. Понудете вие подобра опција, подобра алтернатива за тие држави, бидејќи ниту една од тие држави Америка не дошла воено да интервенира и насилно да им наметне демократија, како што за волја на вистината го правеше во Ирак, во Афганистан, па за мој некои разбирање во Југославија. Значи имало и такви моменти, не се цвеќе за мирисање, меѓутоа таа демократизација подразбира во целиот тој ранец кој ќе го сносите на вашиот грб и едни панамерикански вредности, паневропски вредности или ја што велам вестернизација. Така што од руска гледна точка сега тоа е оправдано да вие нападнете една демократија, бидејќи таа демократија на страна што вие велите ќе гласа слободно и ќе функционира демократски, таа целосно, стратешки ќе се сврти кон Европа. И за волја на вистината, конкретно Украина на вистина почна да се врти кон европските вредности, да не зборам за Грузија. Јас бев пред некој месец дена во Грузија на патување како турист, на секоја втора куќа или институција има знаме на Европска унија, веднаш до грузиското знаме. Значи, таа инфилтрација, таа индоктринација, која при тоа не е преку милитарна инвазија на таа земја, не е на сила. Не е на сила, е наметната со еден конкретен систем на вредности кој вие, зборам, која велам вие, русите, не го нудите или не нудите пандан на такво нешто. Затоа ова е случај кој сметам дека треба да се реши или ќе биде Русија инкорпорирана во тој систем на вредности, или ќе понуди некаков нов систем на вредности, или ќе се најде некакво решение, а да не биде железна завеса повторно, нели, како што беше. Сега, експерти од типот на Славој Жижек вела дека Русија цели кон еден сосема друг поредок. Наместо да влезе во една студена војна со Западот, Русија влага во еден жежок мир. Што значи тоа? Тоа значи дека во светот Русија би претежирала да има еден генерален мир, меѓутоа од време на време ќе врши Русија и големите сили специјални операции од типот на оваа, под премисите дека ги ослободуваат тие народи од некаква си конкретна индоктринација и под хуманитарни цели, како што Путин вели тоа го правеле Обединетите нации во многу наврати во 20-тиот век. Сега тоа е можеби малце една куртоазна, да кажеме, алтернатива, меѓутоа може да стане реална и возможна. Бидејќи јас не гледам што друго би понудила Русија како решение. Дури и Русија да го анектира Донбаскиот регион, дури да ја добие оваа војна, дури и Западот да клекне на колена, дури и Русија да интервенира во Молдавија под овие исти премиси како што интервенираше во Украина,
долгорочниот план вие мора да го интегрирате, ако не руската политика, руското општество да функционира во светот. Јас затоа велам и повторно ќе кажам дека без разлика што ќе се случи во оваа војна, најголем губитник ќе биде рускиот народ, без разлика дали е виновен или не за ова што се случува. Бидејќи и онака досега беше на многу позиции дискриминирана секаде на светот, сега едноставно му давате легитимитет на тоа дискриминирање на секаде на светот. Нема да биде лесно да сте русин и да се возите во метро во Париз поради тоа што го прави Путин во Украина, без разлика дали сте про Путин настроен или не. Така да мора малце лидерите на земјите и на Русија, и на САД, и на европските држави да се поистоветуваат со суштинските проблеми на општеството, односно консеквенциите на потезите кои ги влечат. Конкретно би рекол дека во оваа ситуација тој товар го има повеќе Путин отколку другите. Своевремено го има и САД со оние интервенции на секаде по светот, сега истото го прави Русија. Сега, ако Путин се врши една паралела на страна Косово, на сите оние интервенции на САД, на НАТО и на европските земји на секаде ни светот, вие не мора да бидете како нив, бидете подобар, бидете попаметен, понудете нешто подобро. Бидејќи со ова што го правите, вие правите исто што правеле САД во изминативе години. И затоа не гледам помало зло помеѓу САД и Русија во вакви моменти во светот. Ми се допаѓа што навлеговме во малку по филозофска анализа на проблемот, нешто што не се прави толку често, некако површни се дебатите, нели? Овие го правеле ова, овие го правеле она, но не се такви секогаш работите, треба да се види под површината, да се загребе подлабоко. Ова што вие цело време го зборувате за вестернизација, малку се зборува за тоа. Вие кажавте дека Кина нуди еден поавтентичен модел, има еден производ на некој начин кој го нуди, но за волја на вистината ми се чини дека ајде да речеме наједноставно американската поп култура целосно завладеа на планетата Земја. Па дури и оние амазонски племиња кои никогаш не биле во контакт со цивилизација, прво кога ќе дојдат во контакт, значи прво што ќе видат, да речеме, тоа се, да речеме, американски спотови, американски филмови, тие веднаш тоа почнуваат да го имитираат. Ставаат бейсбол капче, облекуваат некоја мајца со Gap или Nike и тоа почнува, бидејќи вие немате друг рол модел денеска да се огледате. Вие немате друга понуда на планетата Земја, освен таа американска поп култура која целосно завладеа. Па да речеме и секој кинез кој е и комуниста и ги следи началата на комунистичката партија и верува во тоа, и тој сака да има iPhone, сака да вози Мерцедес или некоја друга западна кола. Едноставно тоа е културата која денес е рол модел за целиот свет. Не постои друга понуда. Никој, например, не сака да биде иранец или индиец или пакистанец. Сега не зборувам пежоративно, туку како културолошки. Едноставно, сите сакаат да бидат, условно речено, американци. И сега кога тој културолошки модел е доминантен, вие сакате на сила да натерате некого да сака нешто друго. Едноставно, доаѓаме до украинците повторно. Гледаме како почна руската инвазија, како навлегоа русите, сите бегаат на запад. Никој не бега кон ослободителите, условно кажано, кои ги ослободуваат од нацистите, нели, кои ги држат под заложници. И во Казахстан. Туку бегаат, условно речено, кај нацистите повторно. Бегаат на запад. И мислам, многу е очигледна работата. Значи, зборуваме за волја, зборуваме за право на избор, зборуваме за слобода, зборуваме за тоа што луѓето го сакаат, а нешто им се наметнува. Така, сега многумина на ова ќе ви одговорат, еден против аргумент ќе ви понудат дека Западот има силна методологија по која го пере мозокот, условно кажано, на секој еден граѓанин просечен и така го наметнува своето. Меѓутоа, погледнете во својот двор, и русите го прават истото. И русите слушаат американска музика. Јас не сум видел олигарх да живее во Русија. Сите руси живеат во западноевропски земји. Тоа што го зборуваме, бидејќи во основа не постои друг рол модел, не постои. Тоа е така, еден Абрамович купува фудбалски клуб во Лондон, не купува Спартак Москва и така натаму. Значи, повторно ви велам, понудете вие нешто. Кина тоа умешно го прави, вие знаете дека често патувам, например во Танзанија, во Етиопија, па и во Кенија, луѓето гледаат кинески серии. Значи, Кина ја користи истата алатка по која го проектира своето влијание. Една од алатките е и таа.
Ние во Македонија гледаме турски серии. Тие турски серии не паднале од небо за џабе. Значи има тука зошто е тоа така и некој проектира некакво влијание. Сакам да кажам и една Турција па се наметнува со некаков сет на вредности. Дали нас ни се допаѓа тоа или не, може да смените канал. Меѓутоа треба рускиот свет, ја би рекол, не толку руската држава, да ги отвори хоризонтите на своите општества и за други афилиации кон други култури и така натаму. Бидејќи тоа е најважната битка која вие би можеле да ја добиете во било која војна. Тоа е да му наметнете еден културен сет на вредности на светот и така само да го придобиете. Затоа би рекол дека дури да држи тезата дека вестернизацијата е делумно направена под притисок, сепак сметам дека вие немате никаков нити ни лош сет на вредности со кои би му парирале на истото. При тоа сопствениот народ, вашиот народ, се повеќе и повеќе, затоа реков дека рускиот општество е едно пред распадот на Советскиот сојуз, а сега е сосема нешто друго, бидејќи русинот веќе вози кола, јаде во убави ресторани, шета по светот, многу е тешко да го вратите назад во тој руски свет каде што ние, Русија, сме центарот на светот и све друго е втора лига. Затоа сметам дека светот е толку веќе конектиран, толку поврзан помеѓу себе и на во трговска, комерцијална, во било која суштинска смисла, да нема потреба да се надпреварувате на еден ваков начин со што сега ќе колеме жени и деца по Украина за да ви докажеме дека вие припаѓате на Русија или како што нас не прават бугариве за сега со некое си вето дека вие сте дел од Бугарија, не, наметнете нешто како што ќе се навратам на нашиот случај. Една Србија, еден Вучич со 5, 6, 10 илјади вакцини успеа да го направи тоа што Бугарија не може да го направи 30 години. Значи да не придобие на некој начин да ова општество не мора да гравитира или да има афилијации или некакви симпатии кон сето тоа, ама да изгради еден соживот, една почит кон соседите. Да. И ова очигледно е дека ќе потрае, за сега нема некакви индиции дека ќе заврши. Европа се обидува да го сврти курсот, да се ослободи од зависноста од руските енергенти, но сепак сите анализи велат дека тоа и да се случи, дека е долготраен процес, не може да се случи брзо. Во исто време Европа купува руски газ и тој газ парадоксално поминува низ Украина се уште, значи не се прекинува. Имаше некои анализи дека на Русија од кога е почната инвазијата врз Украина се платени 40 на милијарди долари за испораки на газ од Европската Унија. Значи имаме повторно една ситуација која е на некој начин опфатена со вашата колумна хипокризија и лицемерие. Мислите ли дека оваа војна ќе донесе некакви тектонски поместувања во однос на тие западно-руски релации или дека доколку се постигне некаков мир во Украина, дека работите полека ќе се вратат на старо? Знаете, етеа таа хипокризија и лицемерие, бидејќи Европа со купувањето не само на гасот и на руската нафта, директно де јуре ја финансира Русија во инвазијата кон Украина, бидејќи тоа се парите, добар дел од бруто домашниот производ на Русија е продавањето на газ и нафта кон Европа и Европската Унија. Тоа е лицемерието. Сега оно што го прашувате вие. Но европјаните велат како да останеме со ладни радиатори. Што да им кажеме на луѓето? Значи пак е поважно ние да сме дома да ни е топла, Украинецов нека гине. Се сведува све околу тоа. За жал, можеби тоа е човечката природа, да не навлагаме во тоа, меѓутоа дури да Европа и светот, конкретно Европа, најде алтернатива за рускиот газ, дури и таа биде и да биде под хипотеза поисплатлива во наредните 20, 30, 200, 300 години, вие целите кон изолација на Русија во доменот на најважниот момент на руската економија. Значи, повторно правите една дигресија од тоа што го велам јас и многу експерти во светот, а тоа е наместо да интегрирате Русија, да изолирате Русија. Тоа и да биде така, и Европа да купува поевтин газ и да најде некаков, еве сега носат од Алжир, од Катар, од вамо таму, Холандија ќе се реактивира во производството на газ, вие повторно правите една идејна матрица, еден обрач околу Русија, кој не само економски, тоа идеолошки ќе изолира Русија и на долгорочни патеки сметам дека го засадувате семето за нови конфликти на светско ниво. Бидејќи Русија нема туку така да го остави тоа. Еве, за едно 100 години од сега
по најдена алтернатива Русија може да симне драстично цената на рускиот газ и со тоа да предизвика немири во земјите кои се близу до неа, кои зависат нели со поевтин транспорт на тој газ, така што трајно не можете да го решите проблемот, без разлика и економски да го решите, што сметам дека е безмалку незамисливо во овие моменти. Трајно не можете да го решите од овие суштински причини кои ги наведувам. Не е све во парите, не е све во економијата, треба на овој свет сите држави да живееме и да обстоиме. Да, добро. И така некако сега да се вратиме малку на нашиот регион, и државава се обидува да се адаптира на овие промени. Државава е тешко погодена од увозот на енергенси. Македонија се обидува исто така да балансира, да најде алтернативи, но од друга страна целосно го почитува западниот став во однос на Русија, земјава се приклучи кон сите санкции што се наметнати на Русија. Македонија дури протера еден значително голем број на руски дипломати. Министерството за одбрана и армијата пратија дури и оружје за Украина директно. Мислите ли дека државата правилно постапува со ваквата политика и поставеност кон украинската војна? Пред се сметам дека државата е премногу нападлива во своето наметнување на Западот. Зборам кога е во прашање Украина. Значи, сите тие санкции, сите тие зближувања со тоа што го бара САД и Европската Унија од нас кон Русија можеше да помине многу потивко. Значи, не мора сега ние да излегуваме како министер за одбрана и да велиме дека ако треба ќе нападнеме Русија и така. При тоа знаејќи, се надевам дека сме свесни сите дека Македонија е се само не фактор на политичката глобална сцена и дека многу работи, многу решенија, многу одлуки кои ги носи било која влада или ги носела во Македонија не биле своеволни, туку биле под притисок на одредени големи сили. Така што и утре има ден, затоа треба во политиката да се предпазливи. Има земји кои ставија санкции на Русија, уште не знаеме не дека ставиле, никој не излегол да каже бидејќи се тивки, а се близу Русија. Значи не мора толку да се истрчуваме, знаејќи во каква една ситуација сме, знаејќи и дека под големо влијание на бугарското вето е и Русија. Значи, своја заслуга има Русија во бугарското вето кон Македонија. Тука и црковното прашање и црковната политика, која овие денови нели актуелна, така што сметам дека сепак, ако не повикувам на некоја неутрална политика, меѓутоа малце по културна, по дипломатски изразена во својот пристап, што сметам дека тоа неумешно малце го изведовме, иако сметам дека сме одбрале добар курс по кој чекориме. Значи, вие на некој начин се залагате за исполнување на сите обврски, да речеме, како кандидат членка во Европската Унија, како земја членка на НАТО, но да не се прави тоа премногу нападно. Апсолутно, ви имате членка на НАТО како што е Турција, па е во една конкретна економска конфронтација со САД. Например, има санкции од САД кон Турција. Значи, тоа не значи дека сега ние све треба, што ќе ни каже светот да правиме, ние си имаме своји проблеми суштински, далеку посуштински од војнава во Украина за нас. Така што сметам дека таа интеграција е добра за нас, здрава, не за да влеземе во Европската Унија, туку за нас како општество. И сметам дека секогаш треба да сме свесни дека за се во животов постои алтернатива. За волја на вистината, ние како општество во Македонија во моментов ја живееме алтернативата, ние не сме во Европската Унија и се уште немаме ни датум за такво нешто. Да, ние го живееме македонскиот пат, кој ми се чини не е баш толку добар. Се разбира. Во однос на Бугарија и на ова ќе зборуваме, но го спомнавте и црковното прашање, она што се случи вчера на изненади сите, тоа е на некој начин тоа признавање од страна на Вселенската патриаршија или враќање во канонско единство со Македонската православна црква Охридска архиепископија. Тие го користат терминот само Охридска архиепископија, но веднаш дојде денеска на некој начин дојде и ставот на Руската православна црква по ова прашање, кои велат дека за нив останува досегашната состојба, тие ја признаваат само јурисдикцијата на Српската православна црква над МПЦ, значи тие не го минуваат ставот покрај ставот на Вселенската патриаршија и за некои велат па не ги не изненадува многу тој руски став. Видите, јас не сум некој експерт по црковна политика, нека не ми зема јавноста за грев, меѓутоа моје мислење е
Прво немислење, факт е дека Вселенската патриаршија и Руската црква се под директно влијание на руската политика. Тоа е број еден. Второ, сметам дека овој чин, токму во овие моменти, е жолт картон за бугарската политика. Ова е некоја на некој начин дебугаризација на македонската црква и носење на целата на тој супервизиски пакет под Српската православна црква. Тоа е вториот жолт картон кој Русија го дава на Бугарија откако ја исклучи, односно не ја доставува веќе газ на Бугарија. Бидејќи црквата сега, нели, целото тоа канонство е под авторитетот на Српската православна црква, зашто токму баш сега тоа го прави Вселенската патриаршија, мене ми е симптоматично и затоа сметам дека ова е давање уште една поддршка на српскиот свет во Македонија преку црквата и на една дебугаризација на македонската црква како втор жолт картон на Бугарија за она што го прави кон Русија. Бидејќи не заборавиме, Бугарија каква и да е држава, таа е исклучително важна држава за Русија и историски била една секогаш вазална проекција на тој руски свет. Дури едно КГБ, па седиштето за Југоисточна Европа, односно за Источна Европа беше во Бугарија, ако не се лажам. Така што сметам дека политичкиот сегмент на ова нешто е токму ова што го велам. Во однос на Бугарија, она што беше прилично интересна изјава на министрот за надворешни работи господинот Османи пред некој ден е дека државата и владата нема веќе премногу енергија да се занимава со тоа прашање, така рече, дека на некој начин се остава уште овој неформален рок до јуни, рече, или тука некаде, да не се врзуваме точно за датум, но дека доколку сега не се постигне решение, не се постигне компромис, дека понатаму државата нема да се занимава премногу со тоа прашање, бидејќи одзема премногу енергија, владата се фокусира само на тоа, а не на останатите проблеми, и дека, иако тој експлицитно не го кажа тоа, се чини дека потоа тој проблем ќе биде ставен веќе во втор план. Нема веќе толку активно да се занимаваме со тоа. Дали според вас тоа е правилна политика во овој момент и правилен начин за решавање на проблемот? Знаете како јас на тоа не гледам еден повик за ригорозно менување на политиката, иако тоа така звучи, сметам дека тоа е еден притисок наметнат пред се кон Брисел, а не кон Софија. Значи, со други зборови го повикуваме Брисел дека доколку не ни го исчисти ѓубрево во дворов, дека ние ќе го ставиме така и ќе се живееме внатре во куќава. Делумно е добра таа политика од аспект на тоа дека навистина Македонија има своји суштински проблеми, многу поголеми од овој со Европската Унија. Меѓутоа сметам дека дури да е тоа така, едно е да го ставите адакта овој проблем, друго е да го ставите во втор план, бидејќи паралелно мора да ги тераме овие интеграции. Значи, ние не сме земја која има 5 мориња, 200 реки и 300 планини, од кај што може да црпиме ресурси, да живееме нели како на пуст остров, и сметам дека не би требало ригорозно тоа да се стави што велам адакта. Меѓутоа, да, потребно е ова да се стави во втор план, јас тоа го поздравувам, бидејќи и да се стави и да не се стави, многу од нас не зависи веќе што количникот на целиве овие преговори. Меѓу другото, сметам дека овој спор го губи својот фокус, ја губи својата теза. Јас не верувам дека постои веќе човек или политичар во Македонија кој знае кое е децидното барање на Бугарија од страна на Македонија. Значи, веќе вие немате ни консензус во самата коалиција владина во Бугарија, секоја партија во таа коалиција си има свој барања кон Македонија, да не зборам за опозиција. Значи, веќе губи кредибилитет, со се губи председател од начело, да. Апсолутно, тој па има сосема спротивни барања и размислувања. До вчера премиерот вели главно е да влезат бугарите, Петков вели главно е да влезат бугарите во македонскиот устав, господинот Раде вели никако тоа да се случи. Значи, вие едноставно имате конфронтација, а не знаете од другата страна што бараат. И тоа прави овој спор да изгуби својата смисла. Кога еден спор се доведува во абсурдна ситуација, најчесто тогаш настапуваат Соединетите Американски држави. Оној што ја познава добро политиката на САД, знае дека генерално САД чека една ситуација на абсурд да седне на масата и да пресече. Дали тоа не подразбира конкретно решение на спорот. Меѓутоа, ние може да имаме, јас често пати тоа го велам и се уште го мислам, дека ветото и да биде кренато во јуни и било кој јуни тоа да биде, тоа ќе дојде без решение за спорот.
Значи многу е можно да имаме кревање на ветото без да биде решен спорот. Кога и да се случи тоа. Така Да, што па и не се очекува да биде решен целосно. да, бидејќи овој спор некако се Само да биде разводнува. подигната првата пречка. Токму така, да речеме спорот со Грција имаше една конкретна цел, сметаше името Македонија, за едни е пораз, за други победа, меѓутоа во овој спор ние немаме конкретно што бугарите бараат. Јас еве една хипотеза, малци и сарказам, да ние утре да кажеме дека сме биле потекнуваме од бугарите, што според мене не е вистина, бугарската јавност ќе се искара за тоа што сакаме да кажеме. И да, едни ќе кажат не потекнувате од македонски бугари, тоа е една таква каша, или би го сумирал ова, ние како балкански земји пред се Бугарија немаме ни капацитет да се искараме за некоја политичка тема. До толку е алармантна ситуацијата, така што за мене овој спор веќе е разводнет, релативизиран, губи на тежина, не и оди во прилог тоа на пред се на Бугарија, ако гледаме ова низ призмата на бугарската држава, ние нема тука веќе што да направиме. Сметам дека добра е дипломатијата да чекори кон тоа да не превзема никакви понатаму потези, значи ниту менување на устав, ниту ништо, додека децидно не се реши што бараат и што решаваме во овој спор. Бидејќи она чекорење ај сега ова не води никаде. Значи сметам дека или треба да се седне и да се реши све на хартија, или не треба ништо да се реши и да се остави тоа, да речеме, разводнето и да се решава во рамки на потенцијално кога Македонија ќе стане член на Европската унија, во рамки на Европската унија, а ветото да се крене по таа премиса дека европската вредност повикува на решавање на билатерални спорови надвор од вакви систематизации на вето. Меѓу другото, она што се случува деновите, една мала дигресија од овој разговор, е повикувањето на Макрон да се надгради Европската унија, односно нели една нова форма да и се даде, која ќе биде не нова, туку паралела на постојната. Меѓу другото е Тоа е стар план на Митеран, тоа е да, стар план на Франсуа француски Митеран, план, токму така убаво што се сетивте, каде што и ветото на членките ќе биде донесено по знак прашање. Меѓу другите проблеми кои ги има Унијата како од посериозен карактер, би рекол тој со Унгарија, па и со Полска и Словачка, би рекол дека еден од инструментите кои сакаат да го тргнат со тоа надградување на Европската унија е вакво едно вето како што држи Бугарија кон Македонија. Бидејќи ако оставите ова вака да функционира, тогаш што правиме, еве да речеме, со влезот на Финска и Шведска во НАТО? Тогаш Македонија може да каже, слушај, сега ние ќе ставиме вето како членка на НАТО, не може да влезат Финска и Шведска, нека си ги решат билатералните спорови со Русија прво. Откако ќе ги решат, нека влезат како што вели хрватскиот претседател Милановиќ, да. Е така, значи и тоа е колку и да звучи наивно, излага објективно. Еве сега Бугарија најавува вето на Европската унија на санкциите на нафтата доколку кон Русија, доколку не биде изземена од тој пакет. Значи ако сега како сакате да разберете, меѓутоа да се доведете на Бугарија да ви диктира како да функционирате во тоа европско семејство, ви треба една надградба или некаква реформа, а тоа е токму тоа што го мисли Макрон и добива подршка на мој големо изненадување од Олаф Шолц и од германската политика, меѓутоа има едно десетина членки кои се противат на ваквото нешто од разбирливи причини. Тоа се, ајде да кажеме, економско-политички послабите членки на Европската унија, што е очекувано. Господин Рангеловиќ, ви благодарам за овој разговор. Благодарам и на вас за поканата. Ова беше Иво Рангеловиќ, аналитичар, со кого го завршуваме ова денешно студио 10. Почитувани, ви благодариме на довербата, на вниманието и останете со програмата на Телевизија 24.